Добро вечер. Ве поздравувам на почетокот на уште една сезона на емисијата 360 степени. Ке се гледаме на првиот канал на македонската телевизија од септември па здравие до јуни, секој понеделник и четврток од 20:15. Секој понеделник со интервју или дебата, секој четврток со нашиот аналитичко-истражувачки магазин. Верувам дека ќе најдете причина да бидете со нас. Сезоната вечерва ја отвораме со интервју со министерот за надворешни работи и надворешна трговија и подпредседател на ВМРО ДПМН е Тимчо Муцунски. Господине Муцунски, добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер. Дозволете ми на почетокот на емисијата да ви го честитам 10-тиот јубилеј. Не е мала работа на еден медиумски пазар да се обстане толкав период и ви посакувам уште долги години успешна работа, да останете критични, да останете објективни и заедно да се работуваме нели секако во интерес на севкупните демократски процеси во државата. Благодарам. На вчерашен ден, инаку пред 10 години, 2014 се емитуваше првата емисија, летна 10 години, да се надеваме дека ќе се оствари ова што и вие го зборувате, дека ќе успееме и понатаму да бидеме активни на медиумската сцена. Вашето гостување во 360 степени доаѓа по петочната посета на претседателката Гордана Силјановска-Давкова на Софија. Вие и министерот за култура бевте во нејзина придружба и веќе мислам дека е општо познато во јавноста неистакнувањето на македонското државно знаме во просториите, работните простории на претседателот Румен Радев стигна до врачување протестна нота на бугарскиот амбасадор во земјава. Што според вас се случи во петокот во Софија? Добро, дозволете ми да кажам дека сметам дека целокупната идеја и иницијатива на претседателката Силјановска-Давкова за ваков тип на посета на Софија, фокусирана на културната дипломатија, што би рекла таа е една bona fide посета, беше добра иницијатива. Бидејќи и Бугарија е наш сосед со кој што сакаме да соработуваме и со кој што сакаме да имаме добри односи. Факт е... сега ве следам прецизно, велите добра иницијатива. Ако подвлечеме сега црта по се што се случи, што би рекле? Дали повеќе зијана отколку ќар донесе посетата? Секогаш треба да правиме се што е возможно да имаме добри меѓусебни односи. И ние, јас тоа што можам да го ветам, секогаш ќе бидеме страната која што во bona fide ќе постапува со сите наши соседи и со сите наши партнери. Дамките кои што се фрлија, кои што ќе видиме деновиве дали биле намерни или ненамерни, се одраз на другата страна. Јас затоа можам и да ви кажам, еви за јавноста да биде појасно, што точно се случи. Претседателката имаше дадено ветување, уште на почетокот на нејзиниот мандат, дека кога Македонската опера и балет ќе посетат Софија, дека таа ќе дојде, да им даде поддршка. И навистина ќе кажам дека целокупниот настап на сите наши уметници во Софија, во една полна сала, беше проследен со огромен аплауз и фасцинираноста за квалитетот на Македонската опера и балет, за нивниот оперски настап, за сценографија, костимографија, за квалитетот на уметниците беше на едно извонредно ниво. Софиската публика беше фасцинирана од тоа што го направи. Но факт е дека уште во моментот кога се одлучи да се организира таа посета, имаше иницијатива од бугарска страна за одржување на тие нарекуваа една неформална средба помеѓу двајцата претседатели, по која што следеше работен ручек помеѓу делегациите на кој што бев присутен и јас. Сега многу интересно, вие велите иницијативата беше на бугарската страна за да има неформална средба. Иницијативата за средба беше на бугарската страна. Оти сега ако Радев внимателно го следиме што пишува дури и на социјалните мрежи, велеше јас не можам да не примам никој што сака да дојде кај мене на гости. Јас пренесувам тоа што до мене стига како информација по официјални канали. И сметам дека беше сосема коректна. Желбата да се видат двајцата претседатели, ќе повторам, ние сме соседи. Немаме друг избор освен добри меѓусебни односи. Процесот на планирање, ова е една средба која што е малку специфична од протоколарен вид, бидејќи точно не е ни официјална ниту работна средба, но сепак седнаат тимовите на двајцата претседатели, имаа комуникација, кабинетот на претседателката и кабинетот на претседателот Радев. Во таа комуникација беше вклучена и македонската амбасада во Софија и дискутира околу протоколарните аспекти. Беше договорено да се има средба во кабинетот на претседателот Радев. Форматот се менуваше, на крај се заклучи да биде тет-а-тет средба, каде што ќе има сликање како седат во канцеларијата на претседателот Радев и потоа да има работен ручек помеѓу двете делегации
интересно ручек на кој што ги имаше знамињата и на двете држави, но да нема фотографирање на ручекот. И тој формат кабинетот на председателката се согласил. Потоа во моментот во влез во просториите на председателот на државата, нели се качиле во работните простории на председателот Радев двајцата председатели, тука се случило она сликање кое што протоколарно не било договорено. Сега, Муцунски, каде е тука одговорноста на македонската делегација, на кабинетот, на делот од протоколот на председателката Силјановска Давкова? Зошто не било одреагирано ако виделе дека се случува тоа нешто што мене оди ми беше надвор од кажано од страна договореното? на видете, ние отидовме во Софија во малку специфичен момент. Вие лично бевте ли сведок на тој Не момент? бев сведок лично, ние со делегациите бевме во една сосема друга просторија, но тоа што би го кажал е дека беше малку специфичен моментот, заради тоа што неколку часа пред ние да влеземе во председателската палата се случи пат на воен авион, авион на бугарското воено воздухопловство, загина 20 пилоти за кои што изразуваме најдлабоко сочувство за тој трагичен настан. И тоа што беше пренесено од протоколот на председателката е дека не сакале да направат бурна реакција на тој гест, земајќи во предвид специфичната ситуација во која што била бугарската држава во тој момент. Но ако биле свесни, тогаш следното логично прашање е зошто тие фотографии се најдоа во официјалната објава од кабинетот на Силјановска Давкова за средбата. Значи, таму, заедно со соопштението, за тоа што си рекле двајцата председатели, ги има и фотографиите на кои што го нема македонското државно знаме. Легитимно е прашањето, но не би можел јас да ви го одговорам, бидејќи сепак нели председателот на државата е посебна институција. Јас тоа што можам да го направам е тоа што е во делокруг на моите надлежности како министер за надворешни работи и надворешна трговија. А тоа е да реагирам до официјална Софија. Токму во текот на денешниот ден таква средба имаше со бугарскиот амбасадор во просториите на Министерството за надворешни работи. Дали ќе имаше воопшто државна реакција ако немаше јавна реакција? Велам, тоа што кабинетот испрати соопштение со тие фотографии, како да кажува дека во кабинетот не биле свесни за тоа дека се случило сето ова до моментот додека некој јавно не одреагира. Не знам кој беше прв што реагираше. Мислам дека јас тоа што можам да го кажам дека имавме свест за тоа што се случи. Јасно увидовме дека постои дискрепанца помеѓу договорениот протокол и тоа што се случи во пракса. Одлучивме заради специфичноста на моментот таму да реагираме на таков начин како што се реагираше, а единствениот, бидејќи гледам има прозивки во јавноста околу немањето на реакција, единствен начин да реагирате за вакво нешто, што се случила институционална протоколарна грешка од другата страна, е на начинот на кој што ние реагиравме денес како Министерство за надворешни работи. Усна реакција, на лице место, не е формална реакција. И дипломатскиот протокол многу строго ги регулира овие прашања. И сега доколку сакаме но реакција на протоколот да ја повлече председателката и да ја каже, видете председателке, ова се ризиците ако се случи тоа, не треба да се фотографира тоа. Повторно ќе кажам, тоа што беше кажано од протоколот на кабинетот на председателката е заради специфичноста на моментот кај нашиот сосед одлучиле да не изреагираат, но факт е дека ние ја увидовме ситуацијата и веднаш го канализиравме тоа институционално за на првиот работен ден по случувањето на настанот да има официјална реакција во Министерството за надворешни работи. Што ако објаснувањето остане на нивото на кое што денеска гледаме и слушаме изјави од Софија, тоа е дека не станувало збор ниту за официјална, ниту за работна посета, кога ќе била таква, тогаш ќе се следел севкупниот протокол. Па тогаш во таква ситуација навлегуваме во срцта на нашите билатерални односи, односно на овие предизвици кои што ги имаме сега во моментот. Јас што ќе кажам? Работниот ручек на кој што јас присуствував беше генерално во една позитивна атмосфера, каде што се разговараше за потребата од диалог, за потребата од меѓусебно разбирање, за потребата од надминување на предизвиците кои што ги имаме меѓусебно. Се разговараше за неколку конкретни иницијативи, разговаравме за коридорот 8, разговаравме за потребата од отварање на граничниот премин Клепало, за такви работи, за такви прашања. И сега, доколку другата страна настапува во бонафиде, како ние што настапуваме, тогаш природно е по ваквата протоколарна грешка може да се извини и да каже се случи, не ни беше намера, не е целта да има било каква форма на навредување или меѓусебно понижување, тогаш ќе веруваме дека и другата страна настапува во овие релации бонафиде. Не би сакал да се разочарам од нашиот сосед и да видиме недостаток на
реакција. Тоа што јас ќе го кажам е дека ние ќе продолжиме да бидеме позитивен чинител во нашиот регион. Но ќе видиме по реакцијата за овој случај, каде што имаше очигледен протоколарен пропуст од другата страна, по оваа реакција ќе видиме која е намерата на актуелниот председател и на техничкиот кабинет. Зошто вие немавте средба со службениот министер за надворешни работи? Искрено ќе одговорам и на ова прашање. Дента пред посетата имаше иницијатива од страна на мојот бугарски колега да одржиме ние меѓусебна средба. Терминот прво што го понудија беше несоодветен, бидејќи беше во истиот термин кој што беше предвиден работниот ручек, а јас сепак бев таму во придружба на председателката. И второ, јас како министер за надворешни работи, бидејќи нели сум еден од тие лица кои што во суштина ја представува нашата надворешна политика, не практикувам да одам на неподготвени средби. Со сите мои колеги сум подготвен да се видам, подготвен сум да посетам Софија, подготвен сум на мојот колега да му бидам добар домаќин со почитување на сите протоколарни правила и сето она што е договорено во Скопје, но не треба никогаш да одиме на средби неподготвени, но тоа што би го нагласил е дека во дадениот случај со протоколот на председателката Силјановска Давкова се беше однапред договорено и другата страна за жал не го испочитува договореното. Не сакате на неподготвени да одите на средби, мислите затоа што иницијативата дошла доцна, на тоа мислите? Иницијативата дојде многу за доцна. средба зборувам со вашиот колега. А средба помеѓу двајца министри за надворешни работи има посебно помеѓу две земји, помеѓу кои што реално во моментот постои одредена политичка тензија, јас би рекол. Прво треба да биде добро подготвено од гледна точка на за што ќе разговараме, кои се целите на нашиот разговор, и исто така добро да биде протоколарно подготвено, бидејќи јас не би сакал никогаш да ставам државата која што представувам во подредена состојба. По се ова што се случи, колку е известно дека сега Румен Радев навистина ќе дојде во посета на земјава? Така беше најавен. Председателите на сите наши соседи се секогаш добре дојдени. И тоа што тие треба да го знаат со сигурност е дека од наша гледна точка, бидејќи Министерството за надворешни работи природно е вклучено кога било кој председател на држава доаѓа во работна или во официјална посета, ќе ги почитува сите правила на дипломатскиот протокол и секогаш сето она што е договорено, ние ќе го почитуваме. Не би сакале да продолжи духот на недоверба по оваа епизода која што се случи, но внимателно, како министерство, како влада, а верувам и кабинетот на председателката, ќе следи сето она што се случуваше, за да знаеме и ние како да ги градиме нашите приоритети во иднината. Да, председателот Радев и службената влада во Бугарија, според тоа што јавно го соопштуваат, цврсто стојат до тие велат договореното во јули 2022 година. Колоквијално станува збор за францускиот предлог, иако тоа не е еден документ, тоа е пакет од повеќе документи, заклучоци на Советот за општи работи, со порака дека земјава е на потек, ако сака да го продолжи пристапниот процес кон Европската Унија. Се разбија првиот следен чекор треба да бидат уставните измени според тој договор од јули 2022 година. Вие пак велите дека ќе чекате политичка влада во Бугарија за да може да отворите диалог. Првата моја дилема би била дали навистина наскоро може да се очекува формирање на политичка влада во Бугарија со оглед на фрагментираната политичка сцена таму и прилично стабилниот исход по секој избори во последните 3 години, а втората е и да се формира зошто таа би прифатила било какви промени од тоа што е договорено во јули 2022 година. По однос на првото прашање, да би бил во својство на политички аналитичар, веројатно би дал што е мое предвидување, но во својство на министер за надворешни работи, тоа што би го кажал е дека во интересот на стабилноста на регионот ни треба стабилна и долготрајна политичка влада кај нашиот сосед Бугарија, независно од како е составена таа влада. На крајот на денот одлуката кои ќе бидат главни чинители во бугарскиот политички систем е суверено право на граѓаните на Република Бугарија. Наш македонски национален интерес е да имаме сосед со кој што ќе соработуваме и со кој што ќе можеме да ги надминеме предизвиците кои што ги имаме. Ние јасно како влада сме кажале кои се нашите позиции по ова прашање. И ги гледаме тие позиции низ призма на две носечки тези. Првата носечка теза е дека ваквиот колоквијално наречен француски предлог не гарантира предвидливост на нашиот пат кон полноправно членство врз основа на објективни и мерливи критериуми. Втората теза
е дека ваквиот, така наречен француски предлог, доколку остане и биде прифатен во неговата актуелна содржина, ќе создаде толкави ризици за нашиот евроатлантски пат, што ќе отвори катастрофално лоша пракса за европската иднина на целиот регион. И затоа ние така и го презентираме јавно и стоиме позади тоа. Примерно, го штитиме нашиот национален интерес и тоа што е битно за граѓаните на оваа држава да знаат во која траекторија оди нивната држава, а второ го ја штитиме политиката на проширување на Европската унија од понатамошна билатерализација. Како одложено дејство на уставни промени носи предвидливост во процесот? А одложено дејство на уставни промени се наметнува како носечко барање на нашиот сосед Бугарија. И доколку тоа се реализира, нашиот сосед убедува дека понатаму нема да има никаква блокада на патот кон европските А вие не сте убедени дека е тоа така? Искрено да ви кажам, не сум убеден и го одговарам тоа така, но повторно ќе кажам, ете да веруваме во добрата волја и добрата верба на другата страна. Уставните измени се страшна работа или се бенигна работа? Јас сум убеден дека во моментот сите граѓани на оваа држава кои што се идентификуваат како припадници на етничката бугарска заедница во државата, ги уживаат сите права кои што би ги уживале и по уставни промени. Но суштината е дека Бугарија сака оваа тема да ја претвори во политичка алатка. Нашиот устав повеќе од 30 години, дел од нашите соседи, а и други чинители кои што немаат интерес овој регион да оди напред според мене, го третираат како алатка за нивни внатрешни политички потреби. И време е да ставиме крај на оваа злоупотреба на внатрешниот уставно-правен систем, кој што е врзана со изборни действија кои што се случуваат кај нашите соседи. Тоа што јас ве прашувам е следнава, да кажам, дилема, базирана на следнава логика. Вие би ги изгласале сега уставните измени и би рекле дека тие би стапиле на сила во моментот кога сите земји членки на ЕУ ќе го ратификуваат договорот за пристапување на Северна Македонија во Европската унија. Како на тој начин влијаете на суштината, на содржината на преговарачкиот процес? Ако преговарачката рамка останува иста, значи преговарачката рамка е истата е така, вие носите уставни измени сега, велите ќе влезат на сила на крај. Преговарачкиот процес останува врамен во истата преговарачка рамка. Но суштината е дека барем тоа што јавно се наметнува како клучно барање на нашиот сосед Бугарија се реализира на крајот и со тоа имаме гаранција дека и Бугарија има што да очекува од наше побрзо завршување на преговорите. Спомнувањето на договорот за добрососедство и протоколите во преговарачката рамка беше најстрашната работа. Барем такви беа вашите изјави додека бевте во опозиција. Не само вашите лични, на врвните представници на вашата партија. Во однос на протоколите. А факт е дека таму се уште има процес кој што ние можеме да го контролираме. Разликата е која влада ќе биде на позиција да ги носи одлуките. Таму се уште има мешовита комисија која има уврска единствено да работи по однос на наука, а не да работи по однос на политички влијанија. Тоа се процеси кои што иако се дадат дел од преговарачката рамка, се уште владата може да ги контролира да не одат во непосакувана насока. Ама не зборувавте вака додека бевте во опозиција. Од која гледна точка не сме велевте дека тоа што протоколите се спомнати во, дури и општиот дел на преговарачката рамка, дека на тој начин е билатерализиран преговарачкиот процес на земја. Нашата преговарачка рамка тоа не е променето. Јас претходно, ако се сеќавате, зборував за билатерализација. Имаме механизам како да го контролираме тој процес. Ние имаме механизам. Зошто немавме претходно, а сега имаме? Од која гледна точка? Зошто тоа не важеше додека беше претходната влада на власт и тогаш имаше историска комисија која што одлуките и заклучоците ги носи само во основа на консензус на сите. 20 членови дадоа оставка бидејќи биле под политички притисок на високи представници на Министерството за надворешни работи да одлучуваат на еден или на друг начин. Ќе ве прашам за тоа, да. Тоа беше таа историска комисија, која што требаше да веруваме дека ќе применува одредени стандарди кои што очекува цела држава да ги применува. Добри, кога и се исчистија тие 20 членови, што направи таа историска комисија?
Таа Кој историска предавство комисија го направи? веќе таа историска комисија беше ставена во ситуација да нема каде да се движи бидејќи настапија процеси кои што ја оневозможија на нејзе тековно функционирање. Значи таа историска комисија, доколку навлеземе во содржината на тоа што го има направено, има сериозни пропусти. Јас не сакам, дозволете ми да задржам некои работи, не сакам некои од тие работи да ги изнесувам јавно, бидејќи сметам дека доколку ги изнесам јавно, ќе создадам штета на обврските кои што ние ги имаме понатаму. Господин Луцунски, од тоа што е јавно познато, пак велам, јавно Да. познато, се што е договорено во историската комисија е и со согласност на председателот на комисијата што сега вие го именувате, кој што патем во еден момент си даде оставка, многумина сметаа дека тоа беше од политички причини, некој ќе каже под политички притисок на ВМРО ДПМН во тој момент, бидејќи се случи меѓу двата круга на локалните избори. За се што има договор и согласност во историската комисија, своето за го има дадено и Ванчо Ѓоргиев, актуелниот председател кој што го именува вашата влада. Како од предавството на македонските интереси сега го исклучувате господинот Ѓоргиев, Ванчо Ѓоргиев да бидам попрецизен? Значи, професорот Георгиев оставка не можел да даде од политички причини, бидејќи јас берем колку што знам, се работи за истакнат научник. Јас имам разговарано со него и тој ми укажано за причините зашто го направил. Тоа и факт е дека причините се некоректни притисоци кои што се вршени врз него од претходното раководство на институцијата со која што раковода. Што имamo врска ние сега? Ние имаме обврска на научниците да им дозволиме да си вршат научна работа. Ама зошто мислите дека не беше така до сега? Зошто Драги Не. Ѓоргиев мислите дека не беше научник и не е научник? Прво, професорот Георгиев најдобро докажа дека има за цел политички да се профилира, а да не действува како научник, во моментот кога во период од една недела даде 3 политички интервјуа. Доколку тој сакаше да се абстрахира од политиката, слободно можеше да каже јас вршев научна работа, никој нема право да ме критикува, но тој заедно со други Ама членови на тој беше комисијата нападнат и беше логично да се брани. И Не. даваше објаснувања за тоа што го работела комисијата во изминатиот период. Јас во неговите настапи, во неговите интервјуа, кои што беа многу добро структурирани, дури како да ги раководел и пресцентар на една политичка партија, Мислам дека препознав, предалеку не одам. искрено да ви кажам, не одам предалеку, бидејќи доволно сум искусен во политиката, да знам дека не само од негова страна, туку и од страна на еден од другите членови на комисијата, имаше јасна тенденција да се политизира престанокот на нивниот мандат во комисијата заради очигледна недоверба од страна на новата влада во сето тоа што тие го работат. Добро, Јас ќе ви кажам, јас имав со него многу коректен разговор. Добро. Многу коректен разговор на кој што дискутиравме за повеќе теми, му поставив и повеќе прашања, тој ми даде своји аргументи и оставив простор повторно кога сака тој да ме контактира доколку смета дека е потребно. Така заврши нашиот разговор. И сега тој тргна по една јавна политичка изјава на премиерот, наместо да контактира, да разговараме, да видиме можеби не сме се разбрали, можеби имаме различни ставови, одлучи релацијата со владата при тоа што во моментот на гласувам беше тековен председател на Ама комисијата. тој не го отвори јавната спирала на изјави и на јавни реакции. Тој Друг можеше- ја отвори и тој реши да се брани, Не, претпоставувам. ама видете, неговата одбрана не беше една изјава или едно интервју, беше секвенција на интервјуа, секвенција на изјави. Секој ден имавте и вие изјави. Не, искрено да ви кажам. Имаше една изјава председателот на владата, еве ќе ви кажам како одеше тоа систематски, потоа неколку интервјуа на поранешниот председател на комисијата, неколку изјави на други членови на комисијата и потоа дури имаше моја изјава. Сега ако сакаме веќе секвенцирано да одиме како тече процес. Очигледно е дека јас жалам што ова го констатирам, бидејќи сметам дека политичарите треба да бидат политичари, а научниците треба да бидат научни. Тоа посебно го нагласувам бидејќи и самиот доаѓам од универзитетската фел, односно и самиот Уште еднаш потекнал ќе ве од научната прашам фел. на суштината да се вратиме. Добро? На кој начин Ванчо Ѓоргиев се разликува од Драги Ѓоргиев? Бидејќи се што како јавно познат факт го договорила и согласила историската комисија, го гласал и Ванчо Ѓоргиев. Вашиот пик, вашиот избор за председател на историската Прво, комисија. Ванчо Ѓоргиев е таму, бидејќи е компетентен научник.
Но второстепено, да одговорам точно на вашето прашање, Ванчо Георгиев е една од носечките причини со неговата оставка и со неговото јавно објавување на што се случува во таа комисија, зошто се создаде страв кај дел од политичките чинители во тој момент во однос на носење на некои одлуки кои што ќе не ставија во уште повеќе подредена ситуација од што сме во моментот. Ние немаме увид внатре што се случувало, лично јас, но нема ништо во меѓувреме откако Ванчо Георгиев заминува од комисијата. Ниедна одлука или заклучок не е донесен во историската комисија. Некогаш за вакви прашања историјата најчесто суди. И времето покажува. Бидејќи дел од овие прашања со текот на времето ќе бидат и декласифицирани, јавноста ќе може да ги види. Но јас би кажал дека улогата на Ванчо Георгиев е клучна во спречувањето на дополнително штетење на македонските национални интереси по однос на тоа што се случуваше. И ќе повторам, дополнително кој им наштети на македонските национални интереси? Времето ќе суди. Јас, разберете ме, тогаш и Ванчо Георгиев им наштетил. Бидејќи пак ви велам, нема договор во комисијата без Ванчо Георгиев. Доколку сакате да наметнувате тези кои што не сум ги кажал, мислам не можам јас тоа да ви го спречам. Дополнително штетење. Дополнително, ама не зборам јас само по работењето на комисијата, зборувам по однос на сето она што се прави со нашиот сосед, за сите политички процеси што се водат, за тоа што се дозволи со францускиот предлог, за тоа што дозволивме повторно да бидеме предмети на билатерализација, за тоа што немаат трпение сакајки да се одржат политичката влада, СДСМ во тој момент, немаат трпение да остават уште малку простор да помине, да бидеме во ситуација каде што сето ова многу поинаку ќе се решаваше. Сега и самиот велевте, ако се проблем протоколите, ако е проблем работата на историската комисија, и самиот рековте, има наши представници во комисијата, таа може да решава само врз основа на консензус на членовите од двете страни. Така што има начин како тој процес да се контролира. Имало и начин како да не дојдеме прво до тука, некој дозволил да дојдеме до тука. Сега веќе кога сме во оваа ситуација, прво треба да најдеме решенија кои што ќе ни го обезбедат долгорочна сигурност, а потоа треба да најдеме начини на кои што онаа штета која што ќе ја направиме, ќе ја преминираме во иднина да не станува уште поопасно. Добро, ајде. Не е целта, знаете како, многу лесно ние можеме со аргументи да даваме причини како може сега да ја намалиме штетата што имаме. Суштината на оваа ситуација е што некој дозволил да бидеме тука. И тоа е спој на лоши политички одлуки, на попуслива надворешна политика. Каква декларација имаше Народното собрание на Бугарија? Каква позиција усвои нивната влада и што беа условите за одржување на првата меѓувладина конференција? Од каде Бугарија каде стигна за да се случи првата меѓувладина конференција? Добро, и сега сме тука каде што сме. Да. Сме ги отпочнале преговорите? Така. Да, формално да. Преговараме со Европската унија? Да, формално да, има одлука за почеток на преговори. Ниеден кластер не сме отворили. Да, ние не преговараме. Тоа е друго. Тоа е друго. Да, ама утре некој не вие донесе ако решите да ги ситуација. донесете уставните измени, нема да почнете од скрининг, ќе почнете со отварање прв кластер. И кој ќе ни гарантира дека од моментот кога тоа ќе се случи нема за 3 месеци Бугарија да постави ново билатерално барање? Друго ви беше прашањето, сега вие го поместивте. На друга тема. Добро, можеме цело време да си помислуваме меѓусебни тези, но реалноста е таа дека ние создадовме такви односи со нашите соседи, мислејќи дека нудиме решенија, ние дополнително ги проблематизиравме односите. Зошто? Зошто немавме минимална почит и достоинство кон тоа што е наш национален интерес. Практично, Софија бараше, ние испорачувавме. Сега има влада која што вели, легитимно е вие да барате. Ама мислам дека легитимно е да имате ваши ставови. Кажувате Софија бараше, ние испорачувавме. Меѓу другото, знаете што е испорачано? За прв пат договор подпишан на ниво на Европска унија во кој што во јазичната клаузула се спомнува Macedonian language. Никогаш до тој момент такво нешто се нема случено. Еве тоа е еден со максимална почит, но не сметам дека македонскиот јазик во било кој момент од било која кредибилна или релевантна институција бил донесен до знак прашање. Според вашата партија е цело време доведуван во прашање. Ви сега кога ги давате изјавите, СДСМ го доведуваше во прашање, продавајќи ни вакви мали. Еве сега ќе ви прочитам изјава од премиерот од пред некој ден. Премиерот зборува на Алсат телевизија, само малце да ја најдам изјавата. Вели да видиме што конечно со идентитетот македонски, со јазикот.
Сега вие велите јазикот никој никогаш не го довел под знак прашање. Не е така. Вие цело време со дневните изјави додавате масло на огнот и мислам дека имаше една колумна интересна насловена алтернативни факти. Мислам дека користите алтернативни факти и аргументи со кои што не ја движите работата кон решение, туку напротив. Не, видете, ние прво да се навратиме на македонскиот јазик. Перцепцијата дека во односот со Бугарија од гледна точка на францускиот предлог сме издвоиле некоја огромна победа и дека тука македонскиот јазик бил признаен е неточно. Тоа е тоа што јас сакав да ви го кажам. И стојам на тоа. Македонскиот јазик е кодификуван пред многу години, меѓународно признат пред многу години. Зошто Мицкоски го спомнува? Не, премиерот го спомнува од политичка гледна точка дека некои се обидуваат да ни го спори. И секој има право да го спори. Јас ви го кажувам, македонскиот јазик е неоспорлив. И Бугарија ќе го спори секогаш. Ако очекуваме Бугарија да престане да не го спори, тоа нема да се случи. Чекайте, сега вие ми велите дека Бугарија го признала, а сега ми велите дека Бугарија го спори. Има унилатерална изјава која што практично има значење за внатрешни потреби во Бугарија, со која што вели дека тоа што ќе се потпише договор со Фронтекс во кој што ќе пише Macedonian Language не значи дека ние сепак и покрај таа огромна дипломатска победа која што сме го добиле, сепак Бугарија не го спори јазикот. Унилатерално, да. Добра, ама се сведуваме на тоа дека сепак Бугарија но на ниво на ЕУ се согласила јазикот да се вика Macedonian. Но се сведуваме дека ништо не сме добиле во односот со Бугарија. Таа ќе продолжи да го спори македонскиот јазик. Не според вас, дури ни тоа не е точно според оваа изјава на Мицкоски. Премиерот Мицкоски ќе му најдете огромен број на изјави каде што истото што јас го кажувам го кажал и тој. А тоа е дека македонскиот јазик е непобитен факт не само за нас, туку и за глобалната наука во делот на јазиците. Така да за тоа нема никаква дилема и не чувствувам дека има потреба ние да се докажуваме ниту на било кој наш сосед, ниту на било кога за фактичкото постоење на македонскиот јазик и неговата историска генеза. Добро, Буцунски, што е француски предлог плюс? Ајде да пробаме да видиме. Француски предлог плюс е што значи тоа? На дополнување на сето ова што постои во моментот како фактичка состојба, на таков начин да ние ќе бидеме апсолутно сигурни, без никаква дилема, дека од моментот кога ќе ги почнеме преговорите со Европската Унија, дека понатаму нема да имаме билатерализација на нашиот пристапен пат. Што не значи дека некоја земја членка по тој пат нема да може да не блокира, по однос на неиспорачување на реформи во делот на јавни финансии, по однос на неиспорачување на реформи во делот на владење на правото, но да престанат овие билатерални барања кои што повеќе од 30 години не влечат нас. Од кого ја барате таа гаранција? Гаранцијата примерно ја бараме преку институциите на Европската Унија, на начин што ќе има сериозна посветеност не само кон нас, туку и кон регионот. И сметаме дека покрај одложната примена на уставните измени, примената на пресудите на Европскиот суд за човекови права, како и воспоставување на некој систем помеѓу нашата држава и европските институции, може да биде праведлив пат напред. Ако земјите членки продолжат да го имаат главниот збор во процесот на пристапување на земјите кандидати во ЕУ, за сега е така, не гледаме дека веројатно ќе се менува тој пристап. Која е гаранцијата дека утре во Бугарија нема да победи Возраждање или веќе не знам како се викаат и дека нема баш за темите за кои што вие зборувате, иако претходно сме ги добиле сите овие гаранции за кои што зборувате, нема да ни стават вето? Во 2018 година, кога течеше процесот на уставни промени, за промената на името, немаше лидер, малта не немаше лидер, од ЕУ па и од пошироко од ЕУ, кој што не посети да ни вети членство во НАТО, и тоа се оствари, и да ни вети сигурен и брз пат кон полноправно членство во Европската Унија. И вие не гласавте? Неспорно е дека ние не гласавме и не го поддржавме тоа, но се случија тие уставни измени. Дури се ветуваше тогаш и со некои рокови, веројатно и вие како медиуми сте слушале, дека од моментот кога ќе се направат уставните измени, после 5 години, тука сме ние, доколку ги исполниме реформите, секако да бидеме полноправна членка на Европската Унија. Значи, ние сме предмет, ако се вратиме назад, имало и слични вакви ситуации и во минатото, постојано сме предмет на некои апстрактни ветувања за реализација на тесни интереси на поединци,
кои што не материализираат со она што е потребно на граѓаните. И разберете, не ние како влада, но и како една генерација на политичари кои што велиме несомнено нашиот пат е таму. И несомнено автентично веруваме во тоа. За мене нема никаква дилема дека навистина за нас е многу добро да се движиме напред кон Европската унија. Но која е цената и која ни е на нас сигурноста дека тие сакаат навистина да се движиме по тој пат. И по тие збора и да ги добиете овие гаранции за кои што ги барат. Утре ќе дојде возраждање на власт во Бугарија. Како тие гаранции важат во таа ситуација? Бугарија има врска. На вето. И Унгарија имаше право на вето пред неколку месеци и го најави тоа вето кога планираше да го блокира почетокот на преговорите на Украина за членство во Европската унија, но Европската унија најде политички механизам да го спречи тоа вето. Без гласот на Унгарија тоа не можеше да се случи. Значи, Унгарија гласаше на крај за тоа, а тоа што одглумија Орбан да стане и да оди да пие кафе заради внатрешно политички потреби, тоа е друга тема. Инаку без гласот на Унгарија немаше одлука. Еве, вака да го упростиме, се согласувам со вашата теза дека кога има желба кај земјите членки, ќе се најде начин да се убеди земјата членка која што прави проблем, доколку е стратешко прашањето. Прашањето е дали е Европската унија искрена, дека има стратешка цел да се прошири кон Западниот Балкан. Да, јас верувам дека е искрена. Сметаат дека ни го нацртале патот и дека треба да се движиме по тој пат. Не, сега ние им велиме, патот кој што сте го нацртале ни штети на нас, ќе ви штети и на вас, дајде да нацртаме нов пат. И верувам дека доколку и не само тоа, туку нудиме и логично решение. Нудиме решение кој што и од правна и од политичка гледна точка не е ниту нешто страшно, ниту нешто опасно. Колку ова што го зборувате реално е само купување време, обид бродот да го задржите прилично мирно во следните месеци и во односите со меѓународните партнери и со коалицијскиот партнер дома, до моментот додека не почнат поинтензивно да ве прашуваат луѓе, ама што правиме со пристапните преговори со ЕУ, ова статус кво е неодржливо и неприфатливо. Прво сме поборници на концептот дека брзоплети одлуки во надворешната политика не носат добри решенија. Видовме како една претходна власт по неколку месеци од формирање на владата сакаше да наметне дека таа ги наоѓа најкреативните решенија во надворешната политика, па не доведе во оваа ситуација. Со протоколи, со уставни промени, со милион проблеми од техничка природа, со навидно подобрување на меѓусебните односи, нели секогаш беа пречекани тие сега што критикуваат и со химни и со знамења, но потоа се што ќе им побараа прифаќа. И сега ние сме доведени во таква ситуација да треба работата од многу подредена состојба да извадиме на ситуација каде што имаме барем минимално достоинство и интегритет да движиме државата напред. Проблемот е што кога имате толку слаба надворешна политика, воспоставена од вашите претходници, не е лесно да се најде секојаш решение. Затоа што некој има создадено, си давате ли време? Колку време си давате? Јас не сметам дека треба да располагаме со рокови. Јас сметам дека ние треба да бидеме конструктивни, да бидеме проактивни, но да не заборавиме дека огромен број граѓани имаат прво доверба дека оваа влада има врска да ја реформира државата од внатре, а преку добри реформи од внатре да можеме да ја представиме државата и надвор од нејзините граници. Се најавува посета на премиерот Мицковски, претпоставувам и вие одите заедно со него во Брисел во текот на оваа недела. Се спомнуваше некакво представување, план, предлог од наша страна во Брисел во однос на ова француски предлог плюс. Треба да очекуваме такво нешто? Тоа што ќе го каже председателот Мицковски е тоа кој што и јас и тој го кажуваме веќе подолг период во средбите со сите наши меѓународни партнери, дека ние сакаме решенија, дека ние сакаме конструктивни и добри односи, но истовремено не сме за решение по секоја цена, затоа што ќе повторам, такво решение не е ниту во наш интерес, ниту во интерес на европските чинители. Тоа што е значено е дека граѓаните во моментот треба да бидат сигурни дека имаат влада која што сето она што го зборува во јавност, истото тоа го зборува и со сите во сите наши средби. Ние секако по овие прашања се консултираме и со сите наши клучни стратешки партнери, бидејќи ќе повторам, сме и земја членка на НАТО,
а претендираме да станеме земја членка на Европската унија. Сакаме да бидеме земја која што ќе биде символ за стабилност како регионална, па така дури би рекол и на европскиот континент. И од таа гледна точка премиерот Мицкоски во Брисел ќе го повтори и презентира сето она за кое што сме разговарале во последниот период. Доколку теоретски утре се донесат уставните измени, дали Грција ќе се согласи со продолжување на пристапниот процес на Македонија? Не гледам причина зашто Грција би била пречка напред кон нашиот европски пат. Сигурен сте во тоа? Во политиката имам научено дека во ништо не треба да бидете сигурен, но верувам дека Грција го разбира значењето од регионална гледна точка, но и од нивна внатрешно економска и трговска точка, што значи тоа нашата држава да се движи напред кон членство во Европската унија. До сега јавно на домашна сцена ги слушнавме министерката за образование и министерот за земјоделство како го користат новото уставно име. Каков е вашиот однос, вашиот став кон тоа прашање? Јас со можеби најголемо внимание настапувам по однос на таа тема, бидејќи согласно мојот делокруг на надлежности од законска гледна точка сум тој кој што се грижи за надворешната политика на државата. Што значи согласно, ќе повторам, колку и да не ми се допаѓаат тие обврски и меѓународно правните обврски, но и уставно правните обврски, имам обврска да го почитувам новото уставно име на државата. Јас тоа сум го повторил. Од една страна, да, се согласувам со ставот на премиерот дека има модалитети преку кои што може да се користи името Македонија, и тоа е јасно според мене дефинирано и во самиот преспански договор. Сепак за мене, ќе повторам, колку и тоа да не ми се допаѓа, нема дилема дека и уставното име на државата е Република Северна Македонија. Интензитетот на средби со представници на Унгарија во изминатите недели и месеци е како со ниедна друга држава. Зошто Унгарија ја избравте за еден вид стратешки партнер? Унгарија е земја членка на Европската унија. Земја која што актуелно председава со Европската унија и земја која што во своите приоритети за председателството како една од клучните точки го стави проширувањето на Европската унија кон Западниот Балкан. И тоа не е нешто ново. Унгарија традиционално е партнер на регионот. И од таа гледна точка сметам дека е сосема нормално и природно да имаме засилени односи со Унгарија, како што на пример ќе приметите дека има во последните месеци од формирањето на владата и засилено темпо на добри билатерални односи со на пример со Австрија. Таму од секогаш имало и со Австрија. Така, од секогаш имало со Австрија, како од секогаш што имало и со Унгарија. Гледаме да ги подобриме односите и со сите наши соседи. Во таа смисла, премиерот Курти беше тук. Ние бевме во Белград. Со грчкиот министер за надворешни работи Гера Петридис имам намера да се видам сега на Генералното собрание во Обединетите нации. Заедно со претседателката Силјановска бевме во Софија. Така да, ние треба да имаме добри односи со сите демократски и развиени земји во светот. Како ги коментирате наводите дека Унгарија е параван за Кина во кредитот од 500 милиони евра за земја? Ги видовте тие текстови? Ги видов текстовите, не видов ниту една кредибилна информација позади тие текстови. Тоа што спомнувавте зборот секвенционирање, некаде во април Унгарија позајмува 1 милиарда евра од Кина, од 3 кинески државни банки. Моментот кога се случува тоа, иако за тоа не е јавно известена унгарската јавност, е 2-3 седмици порано, откако пред премиерот Мицковски нам дома да ни каже дека ќе земе 1 милиарда евра заем од европска земја. Јас тоа што ќе го кажам е дека заемот се зема од земја членка на Европската унија и земја членка на НАТО, земја членка која што ќе повторам во моментот председава со Европската унија. Муцунски, Унгарија не е Германија, не е Франција. Унгарија е земја членка на ЕУ на која што во моментот и се замрзнати милиарди евра од фондовите на Европската унија. Унгарија е држава на која што поради дефицитот со владење на правото
држава за која што единствена до сега во историјата на ЕУ е покренат механизмот, иако не дотурка до крај, за одземање на правото на глас во Советот на ЕУ. Не знам сега, да не ги редам сите специфики. Унгарија е земја од чија што надворешно политичка активност се оградува високиот представник на Европската унија поради соработката со Кина, поради кокетирањето со Путин и така натаму. Така што кога велите е членка на ЕУ и НАТО, има додавки на тоа. Каква членка на ЕУ и НАТО е Унгарија? Унгарија е членка на Европската унија и на НАТО. Добро. Земја членка која што има на која што висок да може да внатрешен го одземат економски правото на стандард, глас, би го одземале. но Унгарија е, например, земја чие што премиер редовно одржува билатерални средби со највисоките представници на дел од земјите кои што ги наброевте. Дури од нивна гледна точка е примен во нивните главни градови, со кои што врши трговија, со кои што има одлична економска и дипломатска соработка. Така да, доколку сакаме да го гледаме низ призмата на одредени предизвици кои што ги има, секогаш ќе има предизвици и помеѓу земјите членки на Европската унија. Една нема да се согласува со друга, втора нема да се согласува со трета. На што би значило тоа? Дека доколку утре, на пример, Чешка и Словачка им се отвори некој билатерален спор, ние треба да бираме дали со Чешка или со Словачка ќе соработуваме. Ние ќе соработуваме и со Германија, ќе соработуваме и со Унгарија, и со Австрија, и со Франција. Вие сакате предвидлив пат кон ЕУ. Да. Тој пат пред се подразбира функционално владење на право, независно судство, борба против корупција. На сите овие точки Унгарија има сериозни проблеми. И поради тоа има и замрзнати фондови од ЕУ. Поради тоа и го покренаа механизмот за да и го одземат правото на глас. Ме разбирате? Патот, например, што го имаме, за да ни биде предвидлив патот кон Европската унија, преговорите кога ги водиме, не ги водиме само со една земја членка, реформскиот план, кој што го усвои владата пред отприлика 1 месец, кој што е клучен предуслов за отварање кон планот на раст, да добија државска средства. Не е план кој што е билатерален само со Унгарија, туку е план со европските институции и сите земји членки. Зошто Унгарија би имала интерес да ја даде кредит на Македонија во ситуација во која што макроекономските показатели се далеку од сјајни. Има многу висок јавен долг, има многу висок дефицит тековен. Зошто Унгарија би сакала да ја даде пари на друга земја, ако нема друга цена за кредитот? Добро, а која би била другата цена? Еве, договорот е јавно објавен. Тоа ве прашувам, јас сакам да ве прашам следното. Јас најголемата забелешка што го видов по договорот кој што е објавен, не е дека е скап кредит, не е дека е лош заем, не е дека е заем кој што ја става државата во подредена состојба. Најголемата критика што ја видов е дека за тој заем има адвокатски услуги кои што се природни адвокатски услуги кои што настапуваат и за заеми и со други финансиски институции и со други држави. Значи, ако критиката е дека се плаќаат 70.000 евра за адвокатски услуги за заем кој што е испод сите пазарни услови, тогаш таа критика според мене не држи. Која е позадината? Унгарија, како земја најблиска до регионот на Западниот Балкан, сака стабилност во Западниот Балкан и препознава потенцијал во новата влада. Сега, ако не можеме да обезбедиме заем под добри услови, не критикуваат дека земаме скапи заеми. Сега земаме заем под испод пазарни услови, кога гледате каматната стапка. Сега проблемот е заемот доаѓал од земја членка на Европската унија и НАТО, но таа земја членка во моментот имала несогласување со Европската комисија и со неколку други земји членки, па таа земја членка е проблематична. Има макроекономски параметри кои што покажуваат нелогичност во таквиот потек. И сега, но тоа е грижа на премиерот на Унгарија. И кога министерот за транспорт го прашува дали потенцијалниот влез на унгарскиот телекомуникацијски оператор 4iG на пазарот во земјава може да се доведе во врска со кредитот, тој вели зошто да не. Сега прашањето е уште колку други бизниси ќе видиме од Унгарија како влегуваат и добиваат дел од пазарот во Македонија. Не сум видел таа изјава за да можам да коментирам. Тоа што би кажал е дека имаме ние многу јасни правила и во врска со јавни набавки, и во врска со концесии, и во врска со тој кој е тој што ќе има можност да настапи на телекомуникацијскиот пазар како потенцијално трет мобилен оператор. И не може владата да дојде и да рече
од утре 4iG ќе биде трет мобилен оператор. Тоа е невозможно законски вие да го направите, односно, видете, хипотетички Иако тргнавте тоа да го правите, па после се повлековте назад. Воопшто не е тргнато тоа да се прави, тоа е неточно, но хипотетички може се да се направи, но тогаш ние како влада би влегле во сериозна кривична одговорност и тоа нема да се направи. Така да ние работиме на модернизација на телекомуникацијскиот пазар, на поголема диверзификација на телекомуникацијскиот пазар. Има владата начелен интерес да има трет мобилен оператор, тоа не значи дека со сигурност ќе има, не значи дека ќе биде 4G. Неверојатно е да се верува дека ќе остане само на потенцијален влез на телекомуникацијски оператор. И сега друго прашање да поставиме. Доколку има унгарски инвестиции во државата, доколку унгарски компании дојдат, инвестираат во производствен сектор, во сектор на услуги, во било кој сектор, што е тоа лошо? Доколку има словачки компании. Но тогаш треба да се каже вистинската цена на кредитот. Ама која е цената? Доколку некој инвеститор дојде да вложи пари во државата, значи јас еве како министер, не само за надворешни работи, надворешна трговија, еднакво третирам. Секој потенцијален инвеститор, независно дали е од Унгарија, независно дали е од Чешка или од Соединетите американски држави. Кина е малку специфично прашање. Кина е специфично прашање заради нашите стратешки приоритети како држава и заради тоа ние имаме посебни закони поврзани со пенетрацијата, например, на кинеска технологија на нашиот пазар. Зошто Унгарија не е специфична со оглед на и либералната демократија во државата? Ви се допаѓа ли вам друштвото во кое што со оваа близина со Унгарија влегуваме, Република Српска, Србија, зборувам за нивото на демократски развој на тие земји? Видете, Унгарија има одлични билатерални односи и со Франција, има одлични билатерални односи и со Словачка, има одлични билатерални односи и со Турција, и Унгарија си димензионира како си ја гради својата надворешна политика и со кој гради сојузи. Но факт е дека ако гледаме од стратешка гледна точка, ние сме заедно членки, ќе повторам, и во НАТО, и во Европската унија. Исто како што Унгарија си ги бира своите поблиски сојузници, и ние така си ги бираме своите најблиски сојузници. Примерно на оваа држава, стратешки партнери се Соединетите американски држави, и тоа е значено не само од политичка безбедносна гледна точка, туку е значено, би рекол, и од економска, од трговска, од образовна, од културна, од секоја друга гледна точка, но мене ми се допаѓа, искрено ќе ви кажам, како што ми се допаѓа друштво со Ентони Блинкен, ми се допаѓа и со Петар Сијарто и со Александар Шаленберг, бидејќи во интерес на граѓаните на оваа држава. И имам обврска да соработам со сите, да градам односи со сите и да не бидам селективен по однос на пријателствата кои што ги градам. Дали може да потврдите дека Виктор Орбан до крајот на месецов доаѓа во Скопје? Најавена е посета на премиерот Виктор Орбан до крајот на овој месец, но со тоа што не можам да потврдам дали ќе биде посетата, официјалната посета во Скопје или можеби во друг град во државата. Добро. Ви благодарам што бевте гост. Благодарам и на вас. До крајот одгледајте новата саботажа поводна, еве по повод 10 годишнината. Пријатно. Очекувањата може и да се реализираат, но ветувањата на политичарите речиси никогаш не се исполнуваат. Kur ta realizoj unë antarësimin në NATO të Republikës Maqedonisë, kur realizohet unë e lao politikën. Судбината на големите зборови е предодредена да се интерпретира, ама не само од историска, туку од географска дистанца. Жолтите комбиња остануваат да бидат символ на политичкото лудило, на автократскиот квази-патриотизам. Закан и уцени и вакви местенки не прифаќам и не проаѓаат. Не сме македончиња, туку сме македонци. Логоричните херои ретко кога ја плаќаат цената. Обично наоѓаат некого да им ја заврши работата, а потоа на заеднички договорените джелати им се пренесуваат однапред предодредени жртвени јагниња. Ни на крај памет не ми паднало, па не ни паѓа да помилувам. Георгиј Иванов денес објави дека донел одлука да потпише аболиција. Говоравме со обвинителот и таја с малку со подпевнување ми вика: знаеш ли Цацко како пееше? Вика, што мислеше?
Влезот во првата седмолетка на СДСМ е подкачена, ама не на тиранската платформа, туку на подиумот и сцената, која нивните претходници цели 7 месеци ја градеа камче по камче. Ова вечер е вечер на ножевите! Со седење дома и гледање телевизија, дека некој друг ќе име одбрани државата. Длабоко се во заблуда. Кој ви даваше наредба да ги отварите врати? Кој врати? Ја секој ден отварам врати. Дали би дале амнестија? Кој тоа смее да го вети? Сам татко ми ќе ми скрши нозите. Видливи фрактури на екстремитетите немаше, иако без хазардерското помилување. Никогаш немаше да се случат ниту северна, ниту славното, а никогаш објаснето бегство. Малку ме нервира неговиот зен оптимизам. Уживајте, другарче, се ќе биде како што те. Ни треба камшикар. Играв со сите кецеви и џокери во ракав. Играв all-in. Го отвори суцото како пупка. Во тој хотел Никола Груевски преспал една вечер, а во овој момент се наоѓа во вилата на неговиот поддржувач Виктор Орбан. За разлика од тие што мирно надалеку се спијат на власта и почнаа непроспаните ноќи. Иако со позитивен исход, ама со минусно салдо од председателските, стигна за наплата, а ратата од кредитот, како за најавената, никогаш реализирана чистка, така и за тенискиот двоец. Кога видовме резултатот, на сите, малку сите ни се затресија. Не очекувам никаква сериозна метла. Не може да ме сменат, мене како мислите да ме сменат? Нема да дозволам. Неколку криминалци, еден суетен новинар и да ме извини LGBT заедницата, еден педер, да ја симнат оваа влада од власт. Револуцијата ги јаде своите деца. Ако баклавата е изедена, типсијата 100. Празната тепсија не само што пак се наполни, туку почна да претекува. Си ја заблажија со малата, ама сладка изборна победа, но сосем неочекувано. На сите им се сгорчи од короната, а особен пелин во устата беше првото вето, и тоа од најсаканиот. Го имам кажано и нему тоа. Тоа како викат, аман брат, немој толку да не сака. Ставија у Скопје G5 антената, 5G, лес почнаа да мреат народот. Не комисија, Господ да ви дојде овдека, не може да помогне. COVID-19 можем слободно да го прогласим дека е умрено од денеска. Не само што таа не замина во пеколот, туку и натаму беше дел од секојдневието. Тоа пак оптоварено со нови заплети, расплети, па веројатно и поради непотребните софтверски решенија, со сосема неочекуван епилог. Домашниот есеп на пазар не излегува. Вакцината не е решение. По Македонија сте? Да, тука сум. Бог се јави, ама винку уште не ми се јави. И Данела не само овдека во Скопје, во Македонија, се докажа и надвор и во светот. Поднесувам оставка од премиер и од председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Морат да се подзатворат малку вратите на минатото, кога се отварат прозорците на единатот и промаја има многу. Вратите на заевизмот се затворија, од прозорот влезе тачеризмот. Се паднаа 3 од карти: Бугарија, Украина и светската енергетска криза. И Данела, како џокер. Ако е Бранко Ленин, а Заев е Сталин, значи може и Горбачов да е. Зоран задржа истата фризура. Само ја немам коса, а Мили има брада. Тоа е само разлика. Ние сме у ладна војна. Кога ќе стигнат, не знам, до Лондон или до Париз, ке ни јават. Сад имамо суседа такве кои што имамо. Кај е шпицниот градоначалник? Не го гледам тука. Кај се крие Мицкоски? Стани благој да те видат сите. Стани цаци да те види Сала. Тие што станаа, ама некој друг одзади почна да ги преместува столчињата. И наместо да се вратат каде што припаѓаат, седнаа во туѓи скутови, надевајќи се дека некој друг ќе им помогне да го задржат местото. Секој ден ќе бидеме рамо до рамо со народот. Ринге, раја. Јас дриблам. Па не игравме фудбал ние на големи голче, на мало голче. Две големи коалиции, една Заев Мицковски, втора Ковачевски, Ахмети и Никола Груевски, но и еве тука сме. If they say I have a better offer, but I'm not going to tell you what it is,
You wouldn't buy a car from that person. Дошо чека баја. На половина од 10-та сезона се случија и очекуваните промени. За сега неочекувани. Прво ќе ви кажам како ќе функционира. Како до сега? И на крајот. Значи на нашиот народ му треба добар ќотек и добро гушкање. Посебно тој несреќен Сречко, неговата саботажа ја извртил целата вистина. Треба народот да знае дека е заебанција.